Денеска на дело на пленарна седница имавме можност да го видиме односот на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, односно на владеачкото мнозинство, како се однесуваат кон сите категории на граѓани, а на денешната пленарна седница кон пензионерите. Категорија на граѓани кои што најтешко ги поднесува овие кризи и состојби кои што ги има во државата. Имено имаме појава на пораст на цените на одредени производи, како и на електричната енергија, и на тој начин пензионерите можат да западнат во една критична група на граѓани кои што тешко го минуваат месецот како граѓани на оваа држава. Од таа причина пратеничката група на ВМРО-ДПМН поднесе едно законско решение со кое што бараме зголемување на вкупниот износ на исплата на сите видови пензии за април за 20% и се дели на вкупниот број на корисници на пензија, каква пензија би оствариле во 2022 година. По реакции на одредени групи на граѓани, односно пензионери, размислуваме истото да го дискутираме на комисијска расправа и можноста за зголемувањето на пензијата линеарно по 3000 денари за секој граѓанин, како би немало голема разлика во зголемувањето на пензиите. Меѓутоа, за жал, овој материјал, владеачкото мнозинство или овој закон го изгласа против, за да не може истиот да се дискутира на пленарна седница денес. Со жалење можам да констатирам дека владеачкото мнозинство едно зборува, а друго прави. Можноста да изгласаме законско решение или почеток на разговори за законско решение за зголемување на пензиите на пензионерите за 20% беше денес пред пратениците, меѓутоа пратениците од Социјалдемократскиот сојуз и СДСМ и ДУИ, се извинувам, гласаа против ова законско решение. Прашање? Значи, која е според вас причината зашто власта бега од овие закони и дали претходно сте ги најавиле дека треба нешто така да се подржи? Апсолутно да. Апсолутно да. Значи, ова законско решение е најавено на 11 февруар 2022 година, односно пред 5 дена од денес. Имаат доволно време да овие 3 листа на хартија ги преведат и истите да се најдат на првата наредна седница, како што вика и Деловникот. Меѓутоа, очигледно се што доаѓа како предлог од ВМРО-ДПМН е страшно за владеачкото мнозинство, а пензионерите се тие кои ќе ценат дали ВМРО-ДПМН или владеачкото мнозинство дава подршка и кога пензионерите земале редовно и имале зголемување на пензии. Она што Социјалдемократскиот сојуз и нивната, да речам, медиумска машинерија го работи е само декларативната заложба за пензионерите, како и за сите други групи на граѓани во државата. Благодарам. Има ли, според некоја преслика ваша, колку пензионерите може да издржуваат со нивните пензии актуелни, според вас тоа колку се работи за 325.000 пензионери кои што би добиле одредено покачување на пензијата, а во исто време морам да кажам дека иако се замрзнати цените на одредени производи, зголемувањето на цените и ценовиот шок, како и зголемувањето на цената на електричната енергија е огромно, така да пензионерите се тие кои што најмногу го осеќаат и сметаме дека е достоинствено да им се помогне со одредени средства, како би можеле овие зголемувања на цените на производите, на електричната енергија, па и на лековите кои што ги користат во огромен број, да ги едноставно олесниме начинот на живот и поминувањето на еден месец на секој пензионер. Благодарам.